Така е, бе, човек. Така е, премиере. Пишеш крст недвосмислено. Им пиша крст на промените на уставот. Тоа е цело време на што го збориме, што се бориме си во овие години против цела пропаганда петоколонашка, дека ВМРО е спремен да потпише отварање на устав, влез на Бугари во устав. Но прв пат на ваков начин недвосмислено Мицкоски си го кажа мислењето и рече дека никој нема таков легитимитет да потпише такво предавство за да ги пуштиме бугарите во уставот. Ова е голем потек на премиерот, голем плюс за неговата влада, голем плюс за неговата партија. Мислам дека расчисти многу недоумици во врска со тоа, затоа што пропагандата си го правеше своето. Многу луѓе беа на мислењето дека само се купува време од страна на премиерот, дека уставните имени само што не се направиле. Излезе дека ние неколку тамо души бевме управо, кои што ги браневме тие ставови дека ВМРО нема намера да потпише отварање на уставот, тоест да го отвори уставот да ги не се бугарите. И што ме е најдраго од се, уште кога ВМРО не беше на власт, во една емисија во Само вистина, бев со еден бугараш, добре мислам дека се вика од не знам од каде, од Кавадарец или од поима нема, кога недвосмислено му кажав пред крајот на емисијата дека можат само да сонуваат дека некогаш Македонија ќе го отвори уставот и дека тие ќе влезат во уставот како држава отворен народ. Ова што го зборев од првиот ден кога ВМРО дојде на власт, дека треба да бидат одважни, треба да се биде достоинствен, треба да се држат Македонија да се држи цврсто на своите национални интереси и што е најважно, не сме никогаш да потврди предавнички договор, дали потпишан, дали неформално договорен меѓу квисничка власт и околните држави кои што граничат со Македонија, соседните држави. Значи, ни една вистинска патриотска влада не треба да чувствува одговорност дека мора да спроведе нешто што некоја квисничка влада го туркала пред да падне од власт пред нив. Многу ми е кејф што се потврди и што се оправда тоа што луѓето, народот гласаше за ВМРО пред не знам колку време, кога беше 2024 година, кога беа изборите, што практично народот ги донесе на власт. Свесни сме дека секојаш ќе има проблеми, дека и понатака ќе има проблеми, ќе има големи притисоци што се однесува и на меѓународен план во врска со Македонија, надворешната политика. Свесни сме дека ќе има и економски предизвици внатрешно со стандардот со се, но ова е веќе многу важен потек за конечно народот да си ја поврати самодовербата и вербата дека можеби на власт се луѓе кои што сериозно се спремни да ги засукаат ракавите и да направат од оваа држава пристојно место за живење. Исто така видов длабоко се мислев, се надевав длабоко дека тоа не е вистина, но изгледа дека е вистина. Онаа сподоба од жена која што не представува во НАТО, која што има висока функција во НАТО, не знам како организирала за средношколци состав да напишат конкурс, уствари организирала таму, отворила како се вика, за средношколци конкурс да напишат состав на тема НАТО и јас. НАТО и јас. НАТО и јас. И оној што ќе добие првата награда
ќе биде поканет да оди во седиштето на НАТО во Брисел, каде е таму и да се шета по тоа ходниците и да му покажуваат која врата у каква боја офарбана и која будала у која канцеларија седи од тие таму што се. И тие дрекви новите и тоа виножитните тие фраери и така натаму и така натаму. Замислете, составна тема НАТО и јас. Средношколска. Замислете, не му дава конкурс на тема, појма немам, за некои работи да збори, за некои, како се вика, за некои големи наративи да раскажува, пример, за состав на тема вистината и правдата, или не знам што, или тамо, или појма немам, борбата на поединецот против системот, или не знам како, против тоталитарните режими, или не знам како, твојата замисла за демократијата, како треба да изгледа една идеална демократска. Не, НАТО и јас. Шо знаат бе средношколци за НАТО, бе, ало? Тоа што ќе го праша ChatGPT или што ќе отворат Google, шо знаат и како тоа пази се, го персонализираат НАТО. Насловот на темата е персонализација на НАТО. На НАТО му се дава човеколики особини. Се очовечува НАТО. Се субјективизира како да ти е другар. НАТО и јас. Нате и јас. Наташа од трето 3 и јас. НАТО и јас. И средношколци шо да пишува за НАТО и јас, да треба му... како таа сподоба дојде до све живо, не ми е јасно. Не ми е јасно. Такви функции, такви ова, такви она, НАТО висока. Како е можно тоа да се случува, јас само не знам. Таквите сподоби не представуваат, уствари, што тоа цело НАТО е такви сподоби. Извинете што немам НАТО афинитети. Ве молам, не ми зимајте овака за зло. Од јас секогаш сум верувал во политика на неутралност. Јепика. Така не учеле, така не воспитувале. Политика на еквидистанца. Неутралност. Затоа што си неутрален, си најсилен и најмногу можеш да си го зачуваш својот суверенитет и идентитет. Но, тргнавме по тој пат, не можам да се мешам, ама мислам дека еден ден ќе зажалиме, што одиме по тој пат, што одиме рака под рака со НАТО. НАТО и јас, со НАТО и јас. И сега ме занима, дали јас, ако сум средношколец и напишам тема за НАТО и јас, кај што го критикувам НАТО, дали ја ќе добијам награда, да кажем? Чисто хипотетички, пошто нели се колнете у демократијата, у демократски вредности, у не знам какви критериуми, вакви критериуми. НАТО. Мада што има, не може каква демократија, може да има воена алијанса. Алијанса? Која факинг алијанса? Која факинг алијанса? Се караат како баби меѓу себе, како тетки. Трамп ги нарекува кукавици, cowards, пошто не ќеле да тргнат со него војна на Иран. Зашо не ќеле да тргнат Британија и компанија? Што мислите, зашо не ќеле да тргнат војна со Трамп против Иран? Кога се предумислио? Нели имаше носач на авиони британски тамо пратени у Персиски залив, на Индиски океан поправо? Нели имаше Дегол носачо француски пратен? И одеднаш се предумислија не ќе да нападнат Иран. Зашо? Ко видоа Иран има ракети што летаат 4.500 километри. Прпа. И свика, чекај бе, ние може да наебеме на сметка на будалана. А тој дава прес како речникот. Пази го сега. НАТО бе, на што личи. Значи, овој главниот на најмоќната сила дава прес со речник на дете од 6 години. Не знам дали го гледавте пресот. Со ракетите. И ние имаме рокетс. Бенг, бенг, бенг. Вуш. Банг, банг, банг. Дагао, рагадао. Шлап, шлабадап. Со ономатопеи имаше. Човеков имаше луѓе прес. Со инфантилизиран речник на 6-годишно дете зборуваше на пресот. Луѓе отида на работата. НАТО,
алијанса која тоа е најголемата смејурија од, како да кажам, од терминот, од синтагма НАТО алијансата. Која бре факинг алијанса? Имаме партнери у НАТО, не признаваат како народ. Која алијанс? Ја не разбирам. Обидете се вие, најголемите фанатици, поддржувачи за нашето членство у НАТО. Обидете се да ми објасните, вака како на дете. Како е тоа можно во една алијанса, сојуз, воен, што треба утре да те заштити ако си агресиран од надвор, ако си нападнат од суперсила некој да те заштити, ако си ти еден од нападнатите, нели? Како тоа може да се случи внатре во сојузот, одредени држави, партнери твои од НАТО сојузот, да не те признаваат како народ, како држава? Објасните ми како е можно. И како е можно тогаш да се прави муабет за алијанса, за сојуз, у кој што го имате Чаушот, дава пресоди како 6-годишно дете. И ние сега ја бев многу excited кога видов Rockets, ние вуш и ракетите бенг, бенг, бум, бум, бум и уште ракети бум, и ја стварно бев многу воодушевен кога ги гледам како прават ракетите, кога ќе ударат врз иранските нафтени складишта, кој ќе ударат, кој ќе направи дакао, ракадао, шалак, шлабадап. Председател една од најмоќните држави на светот. Луѓе, ова немаше шанси да се случи пред 50 години, кога имаше државници на тлото на Европа и државници у многу други држави на другите континенти. Вистински државници. Со интегритет, луѓе. Со интегритет. Не лајпрди. Не ментално лабилни типови. Како да ви кажам? И ово им вика на овие други негови членки од НАТО, вие сте кукавици. Пичку мата. Пичку мата. Оној другиот од НАТО, шамар јаде од жена пред камер. На искачење на дојон. Рага! Рага! Семено насилство. Што не ја осуда таа жена, рецимо. Луѓе, државник на таква земја, колонијална сила, моćна, најмоćна била Луи 14, Наполеон, курот на магарето, Ришелје, кардиналот, пичку матерну. Шамари јаде пред... Кога бе можело тоа порано да се случи? Кога бе? Жена му да му мавне шамар на државник пред камери. Па до вечер ке јас нема, никој нема да може да најде више кај. Ке речат јеби га. Случајно ја погоди метеор испари. Не метеорит поправо, нешто помало. Јеби га. Не знам што се случи тамо, излезе на тераса. Метеорит, не знам од кај се појави, од ведо неба. Жлага у глава, испари жена. У таков свет живееме. Неверојатно, неверојатно. НАТО јас да ти го Ја верувам кој знае колку средношколци пишуеле состав на оваа тема. И така, јас и НАТО, са бајле се видовме, бевме на бурек, и после со јогурт, и после тоа отидовме кино утро, гледавме во Синеплекс, го гледавме Бамби, Дамбо и Джамбо и не знам кој тамо, и после тоа бевме малце у Луна парк, што не постои у Скопје, ама да го гледаме така рушевините од Луна парк, да замишляме како се возиме на каруселот, на тркалото, на овие количињава електрични што беа итн. И така НАТО и јас поминавме еден прекрасен ден и се надевам дека НАТО ќе ми остане другарче до крајот на мојот живот и ќе можеме да си редиме лего коцкички и кога ќе бидеме у гериатрија и тамо негде кај у старечки дом, ќе ни себе мамата. Пиздави материна ненормална бе. Ти си за улудница бе, жено. За улудница си ти. Ја збудалуете младинава, ја индоктринирате од мали нозе. И после некој некогаш пред 50 години култна личноста правил. Била, не била демократија, било еднумие. Шо е ова?
Шо е ова? Шо е ова? Само не е култна личност, тука е градење на култна алијанса, која што и не е алијанса, пошто се меѓу себе внатре сите партнерки закарани до крв. Корогови увреќа се. Секој си го гледа својот гъс. Само на хартија се алијанса, иначе секој си го гледа својот гъс. Да не го гледа својот гъс. Британија ке речеше, важи бе, друже, кловн. Доаѓаме, напаѓаме на Иран. Или ке речеше така Франција или Германија. Фуфка! Ко видоа какви ракети имаат. Фуфка! Страотно како ќе ја затупат младинава, таа, не знам, пичко матер. Таа лудача треба да се стави у лудница. Ама добро, до душа таму кај што е у моментов, па тоа и така функционира као ментална институција. Гледате какви све има таму, тоа Бриселото, седиштето, еби му матер. Не е ништо поразлично него кај нас у Бардовци да влезеш. И у Бардовци ќе најдеш кај нас Наполеони. Александар Македонски ќе најдеш, Наполеон вака шета по двор и вака гледа и каже говори. Наполеон, Тито ќе најдеш исто, Слободан Милошевиќ. Бардовци ти е, како да кажам, еден агрегат, една збирштина на величини, на великани историски. Исто и у Брисел тоа тама. Нато и јас. Да, веба му. Ете така, сакав и нешто друго да ви кажам, ама предугачко ќе биде. Сакав да ви кажам некој работи околу како се случи тоа еден народ кој што беше жртва на геноцид да стане геноциден народ. За тоа сакав да ви кажам збор 2, моje лично гледиште, да се обидам да објаснам како се случи тоа, како дојде до тоа, ама нема време, сега и ме мрзи да филозофирам на таа тема. Имам некое свое мислење, да објаснам како дојде до тоа. Да ете така. Да имате еден вистина, како се вика, избран народ у светот, кој што не трпи санкции од никој и кој што му е дозволено све да прави. Ке јадат санкции други држави, претежно поимања муслимански, Ирак, Иран, Миран, Сирија, Мирија, ке јадат санкции од Обединети нации. У Ирак, како последица на санкциите и немање лекови, ке умрат у неколку години пола милион деца и нема никој да одговара за тоа, ама затоа народ може да прави геноцид на околни народи што граничат со него, а никогаш да не попие санкции од Обединети нации. Тоа е една сосема друга тема на муабет, па на крај ќе завршам со нешто убаво, да не биде све депресивно. Нато и јас да те ебам, но ќе завршам позитивно. Ќе пробам да заборам на крајот на таа лудачата што треба да ја местото у ствари исти курац, Бардовци, тамо горе у Брисел, исти курац луѓе, пак се поправам. Значи ќе завршам со убави зборови. Сакам на нашите, на босанците, намерно реков наши, сакам да им честитам пласманот на светското првенство. Јас знам дека добиваат честитки од сегде, од онаа бивша федерација која што живеевме заедно порано. Знам дека на сите ни е драго што Босна се пласираше на светско, и на Срби, и на македонци, и на хрвати, и на словенци, и на црногорци. Буквално на сите. Особено што после сите премрежија што ги доживеа Босна, сите несреќи што ги задесија од почетокот на 90-тите години на минатиот век, сите трауми што ги преживеа во таа крвава граѓанска војна, заслужија да се израдуваат и на некој начин со овој пласман барем да направат некоја илузија на сплотеност, ако тоа не можат и реално да го реализираат, и ако се сите желбите ни се да во Босна конечно се разберат меѓу себе, народите кои живеат тамо, религиите кои се тамо. Јако мислам дека она што се случуваше во Босна тогаш кога беше најлошото се случи благодарение на слични такви лудаци како онаа што ја имаме горе у Брисел, кои што не знаеа да седнат на маса и ги турнаа своите народи во една
неопишлива несреќа која што последиците од таа несреќа се чувствуваат и денес. Секој е добро за босанските репрезентативци, страхотно какви играчи имаат. Ја не сум ги знаел и тој Бајрактаревиќ и тој Алијагич, тоа се деца од 18-19 години, у пичку матер. Мислам, ја не ги знаев до скоро, него ги гледав прво, не знам, со Романија, со кој беше таму, па со Словачка, па не знам. Тоа е стварно лудо. Какви таленти се на 18-19 години, колку се самоуверени, пичку матер, ако све биде окей, тоа ќе бидат веројатно еден ден едни од најдобрите играчи на светот после неколку години. И тоа нека биде уште еден, како да кажам, овој успех на босанската репрезентација, нека биде уште еден подстрек или пример на нашата федерација, на нашата репрезентација, што треба да направи, а тоа го зборев пред неколку дена, за да направиме и ние еден ден таков успех, да се пласираме на светско, на ваков спектакуларен начин, да елиминираш многу моќни селекции, помоќни од тебе на хартија. Но како што гледате, и како што можевме сите да видиме и да научиме, значи, кога немаш доволно добар тренер во сопствената земја, правиш напори да купиш некој добар стручњак од надвор. Впрочем, тоа кај нас се докаже у други спортови, земете го за пример ракометот и Вардар, какви стручњаци донесе и каков успех имаше со странци кои што вистина го разбираат тој спорт. Знам дека фудбалот е многу поскапа работа, но тоа е патот на успехот. Со гол гъс риба не се фаќа. Не можете да ги чувате парите или да ги делите меѓу себе, да не ги вложувате и да очекувате дека тоа ќе се врати. Гледате дека се прават играчи, не мора да го купуваш некој си од пичке си материне да го носиш да игра. Направи го играчот тука. Кај се праени Алијагичи, Бајрактаревиќ, како се викаат и останатите млади што се у таа репрезентација. И претходно од овие ветераниве, Един Джеко. Кај израснал Един Джеко? Каде? Кај го правеле? У Неапол, у Наполи, у Тропам, у Милан, у Интер, у Челси, у Арсенал, кај го правеле? Из Босне, у Босна некој го создал, па од него создал Един Джеко. Како што утре ќе бидат најболи играчи у светот и Бајрактаревиќ и Алијагич меѓу најдобрите ќе бидат. Апропо, сите она што го зборите вие, на каков начин кај нас се добива место во тим. Дали е во клуб, дали е после на една повисоко рамниште репрезентација и така натаму. А ја тоа многу добро го знам, дека ништо не е сменето, затоа што ја на времето играв фудбал, исто и во тоа време го имаше тоа, но веројатно сега што слушам од вас, што гледам од вас, што ова, сваќам дека тоа е отидено и чекор потака и чекор потака. Чи се додека нема, како се вика таа, фер конкуренција, природна селекција, се додека нема тоа, ние нема да имаме успех. Мериторинг систем, ќе игра оној што заслужил, ќе добива оној што заслужил, ќе биде на пиедестал оној што заслужил, не оној што има јак грб. Кога ќе ги научиме овие работи, може и ние ќе ни се случи оно што вчера им се случи на босанците у Зеница. Може и ние еден ден ќе се израдуваме на тој начин, на таков спектакуларен влез на светско првенство. Велам спектакуларен, затоа што во еден одлучувачки натпревар елиминира еден 4-5 кратен светски првак како што Италија. Можете да зборите колку сакате, слушаме и денес такви. Италија фудбал, што знаат Италија фудбал? Италија фудбал играле. Кретени така зборат. Како можеш да кажеш ти за 5-кратен светски шампион дека не знаат фудбал да играат? Па дотолку да нема, не знам, да нема еден играч, ти не смееш 5-кратен светски шампион, има да ќутиш. И толку од тебе. Затоа, а ни еден успех, ќе кажете пенали, рулет, среќа. Не. Она вчера е резултат на долготрајна, смислена, организирана работа. По сите нивоа, хоризонтално, вертикално. По сите нивоа, работа, посветеност. Од создавање на играчи до создавање на ростер, како се вика, репрезентација, водство, тренери, менеджмент, екипа, федерација, све живо. Све живо, мобилизирано. Кидат на светско. Кидат на светско. Тури му. Така. Ај се гледам.